Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Сречен поздрав од студиото на радио Глас на надежта. Еве после мала пауза повторно сме заедно во нашата и ваша програма Добро утро. Емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Денеска е понеделник 13 март 2023 година или 72 ден во тековната година. На самиот почеток би сакал да ве поздравам сите кои ќе бидете со нас во наредните 60 минути, а и сите оние кои ќе ни се во меѓувреме приклучат да ја следат ова наша заедничка утринска програма. На почетокот да ги проследиме нашите сервисни информации, да видиме какво време ќе имаме во текот на денот и на следните денови. Не знам како кај вас, но во Кавадарци утро во 8 на релативно студено време. Во текот на ноќта беше дори -4, а утрово е -1 кога влегов во студиото, но во текот на денот температурата ќе се искачи до 15 степени. Така ќе биде и во останатите делови на нашата земја. Еве според метеоролошката карта што имам пред себе, во западните делови на нашата земја ќе биде од -6 до 7 степени, во Скопскиот регион од -4 до 14. Во Кумановскиот регион исто така доста свежо утрово, -6 до 12, Берово најстудено, -7 до 12, потоа рековме Кавадарци од -4 до 15, Гевгелија од 4 до 17, Пелагонија, односно Бителскиот регион од -4 до 14 и во Охридскиот регион од -2 до 12 степени. Утрово студено, како што реков, преку денот претежно сончево, ќе дува слаб ветер од северозападен правец. Во Скопје ќе биде слична температурата, односно времето. Утре веќе ќе имаме благо затоплување, оние утринските температури ќе бидат значи поголеми. Во западните делови ќе биде од -5 до 9, а на крајно источните делови од нашата земја од -4 до 14. Во Теквишијата ќе биде од 0 до 16, а најтопло секако ќе биде во Гевгелискиот регион +1 до 18 степени. Сончево со мала до умерена локална облачност ќе дува умерен, а долж поврдарието засилен ветер од југоисточен правец. Во Скопје сончево со мала до умерена облачност со слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Значи тоа е прогнозата за утрешниот ден, но еве и во следните 3 денови ќе имаме слични температури. Некаде на 15 март се предвидува да имаме дожд, слаб дожд, а потоа температурите ќе бидат слични, значи и во наредните денови ќе имаме променливо време, ниски температури утрово, а во текот на денот ќе се искачува до 12, односно 16 степени. Знаеме дека баба Марта е променлива, па токму еве и ова година март како месец го покажува своето променливо време. Како е да е, веќе пролета е тука на прагот и наскоро ќе имаме уште по-топли денови. Што се однесува до информациите за Автомотосојузот на Македонија за состојбата на патиштата, почитувани гледачи, имаме информација дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по претежно суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен. Така да нема никакви задржувања, патиштата се суви, може да возите и да патувате до вашите крајни дестинации. Еве неколку информации за рубриката на денешен ден, што се случило во минатото. На денешен ден, значи во 1781 година, англискиот астроном од германско потрекло Вилијам Хершел неочекувано ја открил седмата голема планета на Сончевиот систем, која го добила името Уран.
gi otkril dvata od pete poznati sateliti na Uran i na Saturn. Na današnji dan se izvinjam, na današnji dan v 1809. godine v Plovdiv umrel Ivan Genadijev, makedonski pisatelj, kompozitor i opštestvenik. To je bil sin na prerodbenik od Genadij, mitropolit od Veleški. Na današnji dan 1895. godine v New York izgorela laboratorija na pronaugač od Nikola Tesla, so što iščeznala ogromnata naučna dokumentacija koja toj so godinija sobiral. Poznate Nikola Tesla, što se pronašao i kakvi pridobivki ima opštеството благодарейки на овој навистина умен човек Nikola Tesla. Во 1907 година на денешен ден во Велес е роден Петре Прличко, еден од македонските театарски глумци, актер и режисер. Бил припадник на првата генерација современи македонски театарски и филмски дејци и живеел од и со македонското театарско, филмско и радиодрамско творештво. Познат ни е Петре Прличко, сме растеле како деца со неговите улоги во разни театарски представи или филмови. Еве една наистина тажна вест што се случила во 1928 година на денешен ден. Пукнала браната Френстис на околу 60 км северно од Лос Анджелес, при што најмалку 450 луѓе се удавиле. Значи, тоа се случило на денешен ден, 13. март 1928 година, пукнала браната во Лос Анджелес. Добре, ево уште една-две информации. Во 1986 година космонаутите Владимир Соловјов и Леонид Кизим станале првите членови на екипажот на Советската вселенска станица Мир. Тоа се случило во 1986 година, сега сме 2023 година, таа вселенска станица се уште горе во орбитата и испраќа многу важни информации за се оно што се случува горе во Вселената. Во 1990 година Советското собрание го изгласало престанокот на 70 годишниот монопол на власта на Комунистичката партија. Знаеме тогаш што се случуваше во тие 90-ти години. Еве, почитувани гледачи, тоа беа неколку кратки информации на почетокот. Одиме сега со една убава песна да ве поздравиме. Продолжуваме
со нашата програма, почнува гледачи следува рубриката Мудри изреки и читање од Библијата. Еве неколку капки на мудроста што сакам да ги споделам овутро со сите вас. Подобро е да ја запалиш свеќата, отколку да ја проколнуваш темнината. Моли се на Бога, но веслај кон брегот. Додека не тропнеш на вратата, никој нема да ти отвори. Непосеното семе никогаш нема да никне. Додека е виното во каците, тоа е наше. Кога ќе го испиеме, тогаш ние сме негови. Навистина, има вистина во оваа изрека. Кој оди во кафеана, туги деца рани. Бог често пати не посетува, но на жалост ние повеќето време не сме дома. Подобро е со мудрите да плачеш, отколку со лудите да пееш. Подобро е празно кесе, отколку празна глава. Раката која дава и секогаш на дона која прима. Ако на човекот му дадеш риба, ќе го нахраниш за еден ден. Ако го научиш да лови риба, ќе го нахраниш за цел живот. Малите деца не ти дозволува да спиеш, а големите да дишеш. Еве, тоа беа неколку капки на мудрост, верувам беа поучливи. Некој ги доживел очигледно во минатото, па се запишени, еве ние ги споделуваме, да се поучиме и да не ги правиме истите грешки како некој можеби што ги направил во минатото. Следува да го прочитаме ова утро Псалам под број 76. Тој е краток, но овде Давид ќе го искаже своето чувство и се она што тој го чувствува во своето срце. И еве како започнува. Ракоплескајте сите народи, воскликнувајте му на Бога со радосни извици. Колку е величествен Севишниот Господ, врховниот цар над целиот свет. Тој под нас народи подчини и племиња под нозете наши. Тој нас за наследство не избра, гордоста на Јаков која го засака. Се вознесе Бог сред радосни извици, Господ сред звуци на труби. Пејте му на Бога, пејте му на нашиот цар, пејте му, зашто Бог е царот на целата земја. Пејте му песни на слава. Бог господари над сите народи, Бог седи на светиот свој престол. Велико достојници од народите кај тој Бог идат и како чедата Аврамови го почитуваат, зашто и земните цареви на Бога му припаѓаат. Тој е возвишен над сите. Наистина прекрасни зборови овде Давид употребува во овој псалом. Знаеме дека Давид бил писател, песник, поет, тој пишувал многу песни, па и свирал, додека ги чувал овците на падините таму во Палестина, на тие брегови на езерата кај што се движел, тој на харфа свирел, му свирел и на царот Саула, компонирал многу песни и ете и во овој псалом тој ги излива своите чувства преку овие зборови. Ги повикува луѓето, па и нас денеска да му пееме на Господа. Овде вели ракоплескајте сите народи, воскликнувајте му на Бога со радосни извици. Секако, песната е многу важна. Песната може да биде една врста и молитва, бидејќи преку песната ние го искажуваме она што го чувствуваме во нашите срца. И затоа да пееме, почитувани пријатели. Има христијански песни, може да најдете на YouTube многу христијански песни, да ги пеете, бидејќи постои една изрека кој пее зло не мисли. Меѓутоа, преку песната ние се релаксираме, се ослободуваме од оној го имаме во нашата душа, затоа да ја потребуваме песната во нашиот христијански, односно секојдневен живот, и на тој начин не само што ќе го прославиме Господа, туку и ние ќе почувствуваме на радост во нашето тело, во нашата душа. Еве, тоа беа тие зборови од 47-иот псалом. Продолжуваме сега повторно со песна.
Getsemanija, solzironem to, o Getsemanija, Isus moj i tvoj, o Getsemanija, solzironem to, o Getsemanija, Isus moj i tvoj. Getsemanija, solzironem to, o Getsemanija, Isus moj i tvoj, o Getsemanija, solzironem to, o Getsemanija, Isus moj i tvoj. Продолжуваме со програмата, почнува гледачи, следите утринската програма на радио Гласна надежда. Емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте во живо, следите утринската емисија Добро утро. Поздрав до сите вас, овде гледам на мониторот. Имаме гледачи, значи, од повеќе делови на нашата земја, имаме и од странство, така да сите сте добре дојдени во нашата утринска емисија. Може да ни пишете од каде се не следите, така да во четот на Facebook слободно напишете од каде се јавувате, односно од каде ја следите нашата денешна утринска програма. Продолжуваме со вестите од светот. Денес имаме едно многу интересно искуство и денешните вести ни доаѓаат од Боливија. Ово искуство ќе ни го раскаже лицето или господјата по име Габриела. Песна во моето срце. Некои познати пејачи станале обземени со музиката во својата младост, но ова не бил случај со Габриела. Таа пораснала во Лас Пас, во Боливија, со желба да секогаш биде крај Исуса.
Уште од раѓање, мајка изборувала за Исусовата љубов, пораснала со сознанието дека треба да се држат 10 Божји заповеди, но и 4-та заповед која се однесува на саботата како 7 ден за одмор, преку која се одразува неговиот карактер на љубовта. Го знаела значењето на десетоците и даровите кои му припагеле на Господа. Кога имала 9 години, му го предала својот живот на Исуса со библиско крштевање. Меѓутоа, кога минувале годините, почнала да ги запознава сластите на овој свет. Верата за тие задоволства била музиката, односно вратата за тие задоволства била музиката. Преку музиката таа полека се одвоила на жалост од Господа. Габриела сакала да пее за да се забавува за време на школските распусти. Во тоа време била повикана да се придружи на една музичка група. Таа со задоволство прифатила, сметајќи дека на тој начин може да почне музичка кариера и да стане славна. На 19 години била уверена дека пеењето е низиниот живот. Додека студирала на универзитетот, пеела во некои музички групи, од време на време си го поставувала прашањето дали ја донела вистинската одлука да не направи можеби грешка, особено при првата страшна собрекајна несреќа во која била единствената повредена личност. Ги завршила студиите и дипломирала на факултетот за психологија. Потоа со неколку своји пријателки основала нова музичка група со која доживела моментален успех. Групата учествувала на многу надпревари и Габриела уживала да оди на забави и да ги троши парите на скапоцени предмети. Сакала да пее и да троши пари, меѓутоа, кога не пеела и не трошела пари, однатре се чувствувала празно и се чинило дека животот нема некое посебно значење, нема некоја смисла. Таа не престанала во целост да оди во адвентистичката црква. Во сабота наутро била христијанка, а по богослужението се враќала на секој дневниот живот. Едно саботно утро слушнала некои посебни црковни песни и во неа повторно се родила желба да пее во слава на Бога. Би сакала да пеам во црква, си помислила. Мајка ми би била многу горда на мене како керка кога повторно би пеала во црквата. Набрзо почнала редовно да доаѓа во црква, не само на утринските богослуженија, туку и на попладневните програми. Почнала да ги слуша адвентистичките пеачи, сватила дека сака да ја остави световната музика, меѓутоа се борела со желбата да биде славна. Се молела Бог да ја помогне. Потоа пандемијата COVID-19 направила се да се затвори. Знаеме дека тогаш многу цркви, многу установи беа затворени. Габриела не можела да настапува. Наместо очај таа почувствувала огромно олеснување. Сега било вистинското време да ги прекине своите врски со суетниот и беззначајниот дел на животот. Се спријателила со пасторот на црквата која повикал на библиски проучувања. Таа радосно прифатила. Кога завршила со серијата проучување, одлучила одново да го посвети своето срце на Бога со повторно крштевање. Чувствувала дека Бог и дава нова можност да живее за него. По известно време била крстена. При нурнувањето во водата изјавила дека сите нејзини таленти, се што има, се му припаѓа на Бога. Ти го предава мојот живот, секој талент и секој мој дар во твоја служба, му се обратила Габриела на Бога. По крштевањето ја заменила музичката сцена со апликацијата Zoom, каде што можела да пее во слава и чест на Бога. Врз основа на предлогот на црковните водачи почнала да води психолошки семинари и библиски проучувања преку интернет. Под влијание на низините видеоклипови, 4 луѓе се крстиле за време на пандемијата. Габриела има посебна порака за младите луѓе, кои како неа се привлечни од светот и искршнуваат од патот кој водат кон Исуса. Немојте
да го губите своето драгоцено време. Во светот, бидејќи секој од вас има своји таленти и дарови, потребно е да ги откриете и да ги употребувате за слава на Бога, вели Габриела. Еве навистина интересно искуство, посебно за младите кои понекогаш толку се привлечни од светот, го забораваат Бога. Некои деца се од детинство воспитувани да веруваат во Бога, да одат во црква. Меѓутоа доаѓа момент, тој пубертетски дел од животот, каде што многу млади се повлечени да одат во тие светски уживања. Меѓутоа тоа кратко трае. Еве Габриела на време се вратила. На време се вратила и сега своите дарови, своите таленти ги посветува на Господа со пеење на христијанска музика. Можеби и ти си дел од тие млади кои биле некојаш во црквата, но сега се далеко од тие дени. Не е време да се вратиме повторно назад. Приказната за изгубениот син, верувам ја знаеме, тој отишол во еден дел од својот живот, го напушил семејството, таткото и мајката и отишол таму во друштво. Но Библијата вели кога потрошил се, кога го доприл дното, тој се сетил дека има татко и се вратил назад. Во таа приказна таткото го символизира Господ Исус Христос, а изгубениот син сме сите ние. Во еден дел од нашиот живот ние сме изгубени, но вратата е отворена да се вратиме повторно кај нашиот небесен Отец. Еве само една занимливост за Боливија. Боливија и Перу го делат езерото Титикака, кој се наоѓа на највисока надморска височина од 3810 метри и има површина од 8300 километри квадратни. И сега една информација за жените. Омажените жени од племето Ајмар можете да ги препознаете по начинот на кој го носат својот шешир. Кога шеширот се носи од страна, значи на страна, тоа е знак дека жената не е мажена. А кога се носи во средината, тоа е знак дека е мажен. Еве, навистина еден интересен податок, како жените може да се препознат која е мажена, а која е немажена. Еве, тоа беа вестите од Боливија, сега продолжуваме повторно со песна. Нежно како трева, вела дека добар сон за растење ми треба. На сон гледам, шетаме низ ливади и гори, и со песни весели кон вечноста ме води. Растам, 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 растам во Исуса, он тој ми дава сила. Сега скокам, трчам, педам, мучам или играм. Има ли поубаво за душа и за тело? Кога јас на Исуса му давам срце цело. Растам во Исуса кој најмолшарен цвет, нема да ме заведе овој блесков свет. Исус нам ни дава храна да сме сите силни, подобро од вас во тие најсладки колачи. Растам, 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 растам во Исуса, што се го писмо читам. Кога сум на молитва, со него да се сретнам, и од срце кога пеам песна милна славна, тогаш пијам жива вода небесна и сладка. Растам во Исуса и одам сигурен, знам дека е со мене и јас сум заштитен. Не ми треба богатство ни мудроста на светот, кога сум со Исуса јас имам све што треба. Растам, 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 растам во Исуса како убав цвет. Нека види секој, нека види сиот свет, дека Божја љубов света срце моје краси. Исус умрел за мене и сака да ме спаси.
После ова убава детска песна, почнеме гледачи Растам. Наистина ове дечиња сега се пораснати. Ова песна е снимена пред неколку години, сега се ова девојки, момчиња, возрастни, така да еве само не што растат тие духовно, туку и физички. Следува рубриката Кратка порака од пастор Михајло Гурев под наслов Најголемиот проблем. Од каде потекнува гордоста? Во Библијата, поточно во книгата на пророкот Езекијел, 28 глава, 15 и 17 стих, е наведено од кого потекнува гордоста. Ти беше совршен во патиштата своји, од денот кога беше создаден, се додека не се најде во тебе беззаконие. Од убавината твоја се возгордија срцето твое. Тука станува збор за сатаната или ѓаволот. Првиот грев бил гревот на гордоста. Сатаната станал горд и дрзок, мислејќи само на себе. Гревот не насочува кон себе, наместо кон благосостојбата на другиот. Сатаната станал зол заради себичноста, па својот дух на гордост го пренел и на нас. Библијата зборува дека Бог се противи на гордоста. Во Мудри изреки, 8 глава, 13 стих е запишано дека Бог ја мрази гордоста и високомерноста. Кога имаме горделив став, Бог не може да комуницира со нас. Бог не може да ни помогне ако ние сметаме дека се е во ред со нас, иако всушност не е. Ова е нашиот најголем предизвик ако себе си не се гледаме во вистинското светло и ако не се откажеме од собствената гордост, Бог не може да ни помогне. Библијата ја детектира гордоста како наш најголем непријател. Еве како Бог гледа на гордоста. Ке дојде ли гордоста, ке дојде и срамот, но мудроста е во смирените. Мудри изреки 11.2. Ничком ке паднат гордите погледи човечки, и она што е високо кај луѓето ке се понизи. Исаја, 2 глава, 11 стих. Понизниот е подобар од горделивиот. Проповедник, 7 глава, 8 стих. Што е лекот за гордоста? Понизноста е лекот за гордоста. Бидејќи гордоста доаѓа од насоченоста кон себе, понизноста доаѓа кога нашиот поглед го насочуваме кон другите. Понизноста не значи да мислиме дека ние сме полоши од другите, ниту пак дека имаме лошо мислење за нашите способности. Тоа не значи да се биде потполно ослободен од размислувањето за себе. Да се биде понизен значи да не се споредуваме со другите, да ги признаеме своите грешки, да ги цениме способностите и добрите особини кај другите, да бидеме подготвени за учење, да постапуваме љубезно, да признаеме кога не сме во право, да бараме прилика и навистина да им помогнеме на другите. Ако се трудиме со Божја помош да ја градиме понизноста во нас, ќе бидеме многу позадоволни од животот. Нашиот живот ќе има повеќе смисла. Ќе бидеме поспособни да ги издржиме лошите моменти. Нашите односи со другите ќе бидат се подобри. Повеќе ќе слушаме и повеќе ќе научиме, бидејќи ќе бидеме искрени кон себе си, ќе искусиме внатрешен мир. Како што кажал англиканскиот свештеник Џон Стот, гордоста е нашиот најголем непријател, понизноста е нашиот најголем пријател. Во мало езеро живееле две патки и една жаба. Кога дошло летото, езерото почнало да се суши. Патките можеле да одлетаат во друго езеро, но жабата не можела. Еден жежок ден, кога езерото било речиси суво, жабата ги замолила патките за помош. Конечно смислиле план. Патките во своите клунови ќе држат стап, а жабата сустота ќе се фати за стапот. Така, носејќи жабата, ќе може да одлетаат. Додека така летале, ги забележал еден човек. Бил зачуден од она што го гледал. Колку добра замисла, рекол гласно. Се прашувам кој се сетил на ова. Жабата ја отворила устата и кажала: јас. Во истиот момент паднала и смртно настрадала. Библијата вели:
Пред погибел гордоста врви и припаѓање надменоста. Во Мудри изреки 16 глава 80 стих. Да се молеме Бог да го реши проблемот на нашата гордост пред да паднеме и да настрадаме. Духовното треба духовно да се разгледа. Божиот син е посветен во храмот за задачата што дошол да ја изврши. Свештеникот го посматрал како што посматрал секое друго дете. Меѓутоа, иако не видел ниту чувствувал нешто необично, Божиот чин во дарувањето на својот син на светот бил препознат. Ова прилика не поминала, а некој сепак да не го препознае Христа. А во Ерусалим живееше човек по име Симеон. Тој човек беше праведен и побожен, кој ја очекуваше утехата Израелова, а Светиот Дух беше на него. Нему Светиот Дух му кажал дека нема да види смрт додека не го види Господовиот помазаник. Кога Симеон влегол во храмот, видел семејство како прикажува дете пред свештеникот. Нивната надворешност кажувала дека тие се сиромашни. Но Симеон го сватил водството на Духот и бил длабоко осведочен
дека детето што е прикажено пред Господа е утехата Израелова, оној што сакал да го види. На зачудениот свештеник Симеон му изгледал како занесен човек. Детето и е вратено на Марија, а тој го зема на раце за да го прикаже пред Господа. Додека неговата душа ја исполнува радост, каква што дотогаш никогаш не почувствувал. Додека го подигнувал малечкиот спасител кон небото, рекол: Сега, Господе, го отпушташ својот слуга во мир, според Твојот збор, зашто моите очи го видоа Твоето спасение, кој го приготви пред лицето на сите луѓе, светлината за откровение на народите и слава на Твојот народ, Израел. Почитувани гледачи, продолжуваме со нашата програма. Вие следите утринската програма Добро утро на радио Глас на надежта, адвентистичко радио, што емитува својата програма секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Би сакал да споделам една интересна информација, еден настан кој се случи во минатите денови од 6 до 11 март во Црнагора, во Будва. Еве, на почетокот сакам да ви кажам неколку информации за овој интересен град. Будва е приморски град во Црнагора, центар на општината Будва. Ова градче е релативно мало, некаде околу 14.000 жители, меѓутоа се наоѓа на Будванската ривиера. И може да кажеме, тој град е центарот на туризмот во Црна Гора и е добро познат по неговите песочни плажи, богат ноќен живот и прекрасни градби во стилот на средоземната архитектура. Будва е град стар околу 2500 години, што го прави еден од најстарите населени места на брегот на Јадранското море. Кога ја читам историјата на овој град, навистина може да се запознаеме со многу археолошки докази за тоа дека Будва е еден од најстарите урбани населби на Јадранското приморје, додека бројни пишени сведоштва кажува дека постои од 5 век пред нашата ера. Една легенда кажува дека Будва била создадена од феникицот Кадм, херој протеран од Теба, кој нашол за солниште ново место за него и за неговата жена Хармонија. И други цивилизации исто така оставиле безброј траги на ова подрачје. Старите Грци, старите Римјани, по падот на Римското царство и низината поделба на источно и западно морето било линијата што ги довела двете сили. Тоа довело до траен удар на историјата и културата на градот. Во средниот век Будва била владеена од низа зетски кралеви. И така, Будва има историско богато миното. Токму во тоа градче или во тој град, почитувани гледачи, во минатите денови се одржа еден состанок многу интересен, каде што од 6 до 10 март во Будва, Црнагора, се одржа комбинирани состаноци во организација на Трансевропското оделение од Лондон за водачите на разни оделенија, почнувајќи од дивизијата, односно од унијата, областите и мисиите кои припаѓаат на Трансевропското оделение. Додека ја зборувам, ќе видите неколку фотографии, значи преку слика да ви го приближиме ова случување. На тој состанок имаше представници и од Македонија, ќе ги видите на сликите, така да се одржа повеќе такви работни состаноци, како например за адвентистичката мисија, раководство, односно управување, саботна школа за млади, за комуникации и медија, повереничката служба, извидници, за семејството и децата, за жените и така натаму. Значи, за време на тие неколку денови се одржа повеќе состаноци, кај што се советува, се дава насоки, упатства, извештаи за настаните кои се случувале во минатите месеци и како понатаму да црквата на адвентистите на 7-миот ден да работи и да делува на своите простори. Знаеме дека нашата црква е обединета под генерална конференција, меѓутоа
Генерална конференција е составена од 13 дивизии или оделенија. Ние припаѓаме како Македонија во трансевропското оделение со седиште во Лондон. Така да, сите водачи од Македонија кои имат посебни служби беа повикани на тоа советување, односно на овој комбиниран состанок во организација на ТЕД. Навистина се споделија многу искуства, многу активности ки има и во овие денови, односно овие месеци, ова година, например, Pathfinder, децата ки имат своји извиднички активност и во Македонија и во странство. Понатаму за комуникации, медии, како да се искористиат медиумите, да што на еден подобар начин да се проповеда Евангелието и да допре до што поголем број на луѓе кои можеби не може да дојдат во молитвените домови, можеби се заковани, што се вели за својата постела, тие се дома, но и на таквите лица да им се проповеда Евангелието во нивните домови. Понатаму повереничката служба, значи за даровите кои верниците ги дават, како да се на најдобар начин употребат за семејството и децата. Денеска знаеме дека семејството е погоден од страна на многу негативни работи за нашите деца. Како да се задржат децата во семејството, да бидат навистина позитивни, да израснат за добробит на семејството, на општеството и на самата црква. Понатаму за раководството, значи водачите во црквите, како и на кој начин да со Христов дух ги водат црквите, односно службите кои им се доверени. Така да еве, почитувани гледачи, такви состаноци се одржуваат на неколку години. Значи ова беше за нашата дивизија, имаше отприлика преку 200 луѓе кои од сите земји кои припаѓаат во трансевропското оделение. Навистина се вративме со позитивни впечатоци и едноставно со искуства добиени од терен, од други луѓе кои доживеле разни искуства и може да ги примениме и во нашите локални заедници, таму каде што работиме, каде што се движиме, да бидеме успешни во Христовото дело. Секој од нас има своји дарови, има своји способности, тие дарови се надградуваат. И на овие состаноци може значи да се стекнат нови искуства, да споделим искуства, се видовме со луѓе од други држави со кои порано сме се знаеле, меѓутоа и тие имаат своји задолженија, така да можешме да ги споделиме искуствата, секако и од водачите кои се назначени од страна на нашата дивизија, да можат да се споделат таквите искуства и со во локалните заедници. Ова е групата на фотографија што ја гледате сега, тоа сме ние, представници од нашата македонска мисија, бидејќи ние сме во склоп со Унијата и дел од оваа голема заедница, трансевропско деление со седиште во Лондон. Еве, почитувани гледачи, тоа беше навистина прекрасно искуство за сите нас кои бевме на ова дружење во Црнагора, во Будва. И таму имаме, во Будва немаме наша црква, меѓутоа во околните градчиња имаме заедница, имаме групи на луѓе кои исто така имаат исто верување, исти сваќања како и ние, и бевме радосни, срекни што можешме да присуствуваме на овој состанок. Одиме сега понатаму, имаме уште малку време да кажеме една кратка духовна порака, тоа е сега уживај во она што е најдоброто. Еве, на почетокот сакам да споделам еден интересен пример, почитувани гледачи. Еден млад човек се нашол на психијатрска клиника барајки помош. Слабото варење, вртоглавицата и изобилното потење го фрлале во длабок очај. По долги испитувања лекарите не успеле да пронедат никаква физичка причина за неговите тешкотии. На клиниката сепак со упорни испитувања откриле дека коренот на овој здравствен проблем лежи во силното чувство на кривица што веќе долго го мачело овој млад човек. Тој им нанесол длабока тага и жалост на своите родители. Со своето лошо однесување, особено со долготрајната употреба на алкохол и дроги, длабоко ги ожалостил своите во домот. Знаел дека прави зло и сакал да исполни волјата на своите родители, но остварувањето на тие желби го одложувал за некое идно време. Со години ја смирувал совеста, мислејќи на оној среќен ден кога на своите родители ќе им предаде клучеви од нова куќа, потоа ќе им плати да појдат на заслужен годишен одмор.
Тоа ќе им биде награда за се што се откажувале и се што правеле за него. Но денот за кој сонувал никогаш не дошол. Неговите родители умреле пред да стигне да ги оствари своите планови. Сега бил наполно сам, а каењето поради се што сторил во минатото почнало опасно да го загрозува неговото здравје. Искуството на овој млад човек не е осамена појава. Лекарските книги се преполни со описи на слични случаеви. Лекарите добро знаат дека голем број заболувања кај нивните пациенти се предизвикани со емоционален немир. Статистиките потврдуваат дека 2/3 од оние што бараат лекарска помош имаат симптоми предизвикани или влошени со доживотен стрес или доживјан стрес. Чувството на кривица предизвикано со неукажување на внимание кон нашите пријатели и кон нашите најмили може да стане тежок товар. Луѓето кои од своите мили немаат доказ за нивната љубов и грижа многу губат, но оние што ги лишуваат од тоа губаат уште повеќе. Има многу мудрост во зборовите што ги кажал еден мој пријател. Уверен сум дека низ овој свет ќе поминам само еднаш. Зато секое добро што можам да го сторам или секоја љубезност што можам да ја покажам на секое човечко суштество треба да го сторам сега. Тоа не смеам да го одложам или да го заборавам, зашто по овој пат нема повторно да помина. Мислам дека ќе се сложите со ова изјава на овој човек кој рекол дека уверен сум дека низ овој свет ќе поминам само еднаш. Ние само еднаш живееме. Животот не се повторува и затоа тоа не смеам да го одложам или да го заборавам, зашто по овој пат нема повторно да поминам. Секој ден илјадници луѓе не ги користат златните прилики за да си го олеснат и развредат својот живот и животот на другите. Никој нема право да очекува таа работа да ја сврши некој друг. Во поголем број случаи тоа може да се оствари во непосредната околина во која живе секој човек. За подобар живот може да придонесат сопружниците, браќата и сестрите, родителите и децата и соседите што не ги одложуваат или не ги одбегнуваат малечките дела на љубезноста. Понекогаш ние ги пропуштаме таквите прилики поради што она што може да го сториме сега и ни изгледа непотребно и незначително во споредба со она што сакаме да го сториме во иднина. Така ја пропуштаме приликата да укажуваме малечко внимание на другата, но на другата страна секако очекува и тој нешто да му се покаже љубезност и внимание, како и ние што сакаме некој друг тоа да го стори кон нас. Еднаш еден стар предавач на факултет им рекол на своите студенти: кога бев студент имав пријател кој имаше големо влијание врз мојот живот. Беше мошне, чесен, сигурен, полн со разбирање и секогаш подготвен да помогне. Ме вдахнуваше и јас да бидам исто како него. Секој ден му благодарам за добрите начела што ги всади во моето сваќање за животот. Во моите предавања често им зборувам на моите студенти колку многу ми значеше, меѓутоа јас тоа лично никогаш не сум го рекол. Сега е премногу доцна тој умре. Затоа, драги мои пријатели, направете го доброто денеска. Немојте да очекувате тоа да го направите некогаш во иднина. Сега уживај во она што е најдобро. Денешниот ден никогаш нема да се повтори. Еднаш е овој ден. Секако утре ќе дојде и нов ден, но дали ќе биде наш, никој од нас не го знае. Затоа да се трудиме да правиме добри дела денеска колку стои до нас. Библијата вели: имајте мир со сите колку стои до вас. Од наша страна да потекне она што е убаво, она што е добро. Еве, тоа беше извештајот од Будва пред малку што го слушнавме и ова кратка порака. Одеме сега со уште една песна и полека ќе одеме кон крајот на оваа наша утринска програма. Зарем не ке кажеш ниту збор, зарем ке ме оставиш без одговор. Од
Твојот свет збор барам начин, барам пат, каде би одела. Лицемерно е се, кој е пријател, а кој не. Без твоето светло и без твојот патоказ, каде би стигнала јас? Оди, оди, не се плаши, не, мирот него, кој може да го украде? Господ Бог е, нема да те одмине. Влези кон веселбата, придружи се. Зарем нека кажеш ниту збор, зарем ке ме оставиш без одговор? Од твојот свет збор барам начин, барам пат, каде би одела? Лицемерно е се, кој е пријател, а кој не. Без твоето светло и без твојот патоказ, каде би стигнала јас? Оди, оди, не се плаши, не, мирот него, кој може да го украде? Господ Бог е, нема да те одмине. Влези кон веселбата, придружи се. Оди, оди, не се плаши, не, мирот него, кој може да го украде? Господ Бог е, нема да те одмине. Влези кон веселбата, придружи се. Еве полека доаѓаме до крајот на ова наша денешна утринска програма, почитувани гледачи, меѓутоа сакам да спомнам пред да завршим емисијата неколку кратки совети за здрава храна, односно за корисноста на маслинките. Еве ќе спомнам 10 добри, односно 7 добри причини зошто треба да ја користиме маслинката во нашата секојдневна исхрана. Ако сакаме да се храниме здраво и да ги искористиме благодетите на природата, редовно да јадеме маслинки. Во Библијата, например, маслинката или маслинките се спомнуваат како символ на мир, добронамерност, надеж и живот. Старите народи маслинката ја сметале за символ на мудроста. Првите маслинови дрва се засадени пред повеќе од
илјади години и од тогаш се високо ценети во исхраната и медицината. Маслинката содржи А-витамин, Е-витамин, ниацин, витамин B6 и фолна киселина. Тие се богати со минерални состојки како што се магнезиум, калциум, калиум. Благодарение на нивниот состав, маслинките позитивно влијаат врз здравјето. Еве првата причина зошто да користиме маслинки во нашата исхрана. Маслинките превенираат појава на канцер. Маслинките во својот состав содржат антиоксиданси и каротеноиди, познати како лутеин. Лутеинот помага во неутрализирањето на слободните радикали во организмот, кои се одговорни за предизвикување на рак. Второ, јадете маслинки и спречете го предвременото старење. Антиоксидансите кои ги содржат маслинките, освен тоа што превенираат појава на канцер, помагаат во спречување на штетните ефекти од сонцето врз кожата, кои водат до предвремено старење. Понатаму, број 3. Маслинките го подобруваат варењето на храната и го штитат здравјето на желудникот. Маслинките се лесно сварлива храна, содржат растителни влакна кои помагаат во процесот на варење на храната и спречуваат појава на запек. Редовната консумација на маслинките што го штити желудникот спречува појава на чир и гастритис. Број 4. За убава и сјајна кожа вклучете маслинки во вашата исхрана. Маслинките и маслиновото масло се многу корисни за вашата кожа. Масните киселини кои ги содржат со природен извор на хидратација, тие ја хранат, ја заштитуваат вашата кожа. Дополнително, витаминот Е на кожата и дава посебен сјај. Пето, маслинките ги облажуваат ефектите од менопаузата. Менопаузата со себе носи разни проблеми и тешкоти. Неадекватната исхрана, недоволната физичка активност и емоционалниот стрес можат да ги засилат симптомите на менопаузата. Број 6. Консумирајте маслинки и регулирајте го холестеролот. Редовното консумирање на маслинки овозможува намалување на вредностите на штетниот холестерол, јакнење на срцето и крвотокот, намалување на високиот крвен притисок и облажување на ревматските болки. И седмо, маслинките ги намалуваат шансите за развивање на диабетес. Диабетесот е една од најчестите болести на современото општество. Истражувањата покажуваат дека исхраната богата со маслиново масло, умерениот внес на јаглени хидрати и растителни влакна од овошјето и зеленчукот се клучни фактори за спречување на диабетесот. Еве, едноставни совети, но многу корисни, почитувани гледачи. Маслинката ни е достапна, иако малку е скапа за нашите джепови, што се вели, но сепак треба да одвоиме дел од нашите средства и да купуваме, да користиме маслинки. Гледаме колку е здрава маслинката, секако и маслиновото масло. Еве сега во продолжение сакам да на сите вас кои сте љубители на добра книга, да ви ја препорачам книгата Темели на срекниот дом. Навистина прекрасна книга напишана од пророчицата Елена Вајт. Еве само кратко да прочитам. Ако е втемелен на вистинските вредности, домот станува прекрасна оаза, место на љубов и разбирање, трпеливо поучување и радосно учење, одмор и мир. Во него секој член наоѓа и дава подршка и разбирање, помош и соработка, утеха и охрабрување, несебичност и великодушност. Еве, убава книга, ако сакате да имате среќен дом, овде се дадени мноштво совети, вдахновени од Господа. Така да барајте во нашата редакција. Книгата е релативно ефтина, не е многу скапа, ќе ја добиете со попуст преку нашата редакција, но секој дом треба да има ова книга Темели на срекниот дом. А сите вие, почитувани гледачи, кои сте љубители на Библијата и сакате да изучувате по дописен пат, вие нудиме бесплатната дописна библиска школа онлайн bibliјата.зборува.мк. Еве сега ќе ја видиме рекламата и слободно можете да се зачлените и да изучувате во домашна атмосфера
пред вашите компјутери да изучувате Библијата по пат нова онлайн дописна библиска школа bibliatezborova.mk. Да ја видиме сега рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве полека дојдовме до крајот, почитувани гледачи, на нашата денешна утринска програма. Ви благодарам на вашето внимание, што бевте и денеска со нас. Ви поканувам да бидете и во наредната емисија, заедно повторно со нас, а на сите вас ви посакувам убав ден, убава седмица, бидете благословени од Господа и повторно да се видиме, ако Бог даде, живот и здравје во петок, со почеток во 9 часот, а до тогаш останете со здравје. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме.